Софија и вели како да се справиме со низок шекер кај што причина не е диабетес. Софија, ова е прво јас ќе ти кажам што зборува науката, но во секој случај мораш да го решаваш со лекар затоа што се работи за метаболичка состојба која што е многу паметно и потребно да ја имаш во константен, значи да водиш евиденција што ти се случува константно и да ја следите со твојот лекар, но оваквите хипогликемии се јавуваат значи постојат два типа и едниот начин на појава е поради преголема продукција на инсулин од страна на панкреасот и повторно бидејќи се работи за преголема продукција на одреден хормон, би требало да се консултираш со ендокринолог, но доколку не се работи за преголема продукција на инсулин, тогаш повторно треба да видиш со лекар и со ендокринолог дали можеби имаш некоја дисфункција со бубрезите, дали можеби црниот дроб нешто не функционира добро и не може да продуцира доволно глукоза, дали можеби се работи за да користиш некои медикаменти, апчиња кои што влијаат на тоа да имаш хипогликемија, значи има многу фактори кои што може да влијаат и е важно да со лекарот видите од каде доаѓа таа причина, како да имаш секојдневна да можеш да си имаш нормален живот со оваа појава е прва работа секогаш при рака има и некаква ужинка и дури докторите советуваат да можеби имаш при рака и во джеп и во ташна од оние гелови кои што маратонците ги користат, кои што имаат големи количества на глукоза и секогаш кога ќе почувствуваш пад на енергија, кога ќе се чувствуваш едноставно безволно и со паднат шекер, во тој случај можеш да користиш такви додатоци. Користи и консумира во исхраната премногу сложени јаглехидрати, значи премногу. Гледај да секојдневно имаш интегрален ориз, интегрална паста, интегрални, значи житарки, рж, овес, зеленчуци, бидејќи сложените јаглехидрати кои што малку покаскадно и побавно се обработуваат и доаѓаат до гликоза, ќе ти помогнат за да имаш подржливи нивоа на гликоза што ти е потребно. Но во секој случај мораш апсолутно да ова го следиш со лекар и да ја дознаеш точната причина, бидејќи јас денеска ти нафрлив и многу причини и неколку решенија, но мораш да си запозната со ситуацијата и да не се плашиш од тоа.